Продолжуваме со оние содржини кои што вообичаено ги подготвуваме за нас. Една од нив е и за светскиот успех на македонскиот каратист Емил Павлов. Упорноста и посветеноста на она што се сака и негува се докажана рецепта за успех до тоа досега многу пати го покажа и докажа најголемите македонски амбасадори спортистите кои со своите успеси ги закитија светските таблоиди со името на државата и ја зацврстија позицијата на земјата рамо до рамо со најдобрите спортски икони во светот. Само за подсетување, во историските успеси на македонскиот клубски ракомет, македонската фудбалска репрезентација играше на европското првенство, успех незапамтен во квалификации сме за светско првенство, но она што ја крена на нозе македонската нација и донесе невидена радост изминатиот викенд е успехот на 29 годишниот Емил Павлов, кој на светското првенство во карате што се одржуваше во Дубај се искачи на светскиот спортски врв. Синоќа и го донесе сребрениот медал на Македонија и токму тоа е поводот наш прв гостин за денеска да биде токму светскиот вице-првак. Емил, добро утро, најнапред да ти честитам за постигнатиот историски успех. Добро утро и на вас, благодарам на честитките. Кога се договаравме за денешниот разговор, беше во Истанбул. Синоќа се врати дома, денеска во утрински брифинг. Какви се впечатоците по огромниот успех во Дубај? Па да, синоќа навечер се вративме од Дубај, имавме подолго чекање во Истанбул, додека се склучнавме да говориме и ова гостување во вашата емисија. Можам да кажам дека очекувањата се после впечатоците после ова второ место на светско првенство, кој беше за прв пат македонското карате има едно финале и сребрен медал и второ медал од светско првенство. Претходно во 2010 година мојот клубски другар Жарко го освои бронзениот медал и еве сега јас му се придружив со сребрен медал кој што и во едно и прво финале и историски резултат за Македонија. Можам да кажам дека сон за мене да токму медал од една вакво голема светска надпреварување, бидејќи досега во мојата кариера ми засосуваше токму медал од светско првенство, покрај 4 медали од европски првенства и можам да кажам дека сум пресреќен и прегорд со тоа што го направив на светското првенство во Дубај. Синоќа беше организиран пречек на аеродромот во Скопје од страна на твои фанови и поддржувачи. Какво е чувството кога со ваков резултат се враќаш дома и те пречекува толпа која во еден глас го извикува твоето име? Па да, наистина вчера по враќањето од Дубај на аеродромот во Скопје имав изненадување од моите фанови, од моите најблиски пријатели, роднини, фамилијата. Наистина кога гледаш токав број што дојдол да те пречека и тогаш сваќаш колкав успех си донесол за државата и колку се радуваат твоите најблиски. Додека бев таму не можев да сватам за каков успех се работи, но кога се вратив овде во Македонија и кога видев колку голем број на мој поддржувачи го токму го споменуваат моето име, се радуваат за моето успех и наистина тоа не може секој да го оствари, тоа само го остваруваат спортистите и наистина можам да кажам дека спортот е најголем амбасадор на една држава. Наистина ова ми дава една голема мотивација и понатаму да продолжам да тренирам уште понапорно и да представувам државата на уште поголемо и повисоко ниво. Ајде за финалето. На финалниот надпревар се соочи со французинот Стивен да Коста, актуелен светски, европски и олимписки првак. За каков противник стануваше збор? Па да, во финалето можам да кажам го имав најдоброт каратист, не само во оваа категорија, туку воопшто. Во моментот во светот е на добрите каратисти. Јас за прв пат, како што кажав, настапувам во оваа категорија до 67 килограми. Во финалето започна секако што треба половината од мечот, ете потоа противникот успеа да го отвори мечот и после тој го направи тоа како што го знае ума на најдобар начин и јас немав некакви шанси понатаму, затоа резултатот толку убедлив, но тоа за мене е сепак и ова успех, бидејќи за прв пат настапувам во оваа категорија, се немам никогаш борено со него, не го знаев. Тоа е моментално актуелен европски, светски
и олимписки шампион и самото тоа кажува дека каков тежок противник сум имал во финалот. Емил, колку победи беа потребни претходно за да стигнеш до финалето и против кого се надпреваруваш? Па во мојата категорија можам да кажам дека беше една од најтешките категории. Имаше 78 надпреварувачи од целиот свет и јас за да го освојам мој успех најпрво морав да победам 5 противници. Во прво коло го победив надпреварувач од Словачка со 4:3, потоа во второто коло надпреварувач од Узбекистан со 3:0, во третото коло го победив надпреварувач од Јордан со 3:1, во четвртфиналите победив надпреварувач од Египет, кој е втор на светската ранкинг листа и кој исто така беше фаворит за освојување на голем медал. Го победив со 4:1 и во полуфиналето против надпреварувачот од Унгарија. Борбата заврши 3:3, но јас благодарение тоа што успеав да земам прв поен и со тоа ја добив оваа борба и така влегов во финалот. Како изгледаат твоите тренинзи пред финалето? Како течеа подготовките? Па можам да кажам дека јас не одморав и после борбите во елиминациите. Во петокот имав и настав со екипата на Македонија, односно се борев во екипниот дел, каде што заедно со моите клубски другари се боревме против Германија, победивме Германија, потоа изгубивме од Србија, тие влегува во финале, па ние во репасажот се боревме со Швајцарија, победивме и загубивме од Азербејџан и така завршивме као седмо пласирани. Можам да кажам дека јас бев максимално подготвен за овој надпревар, не само таму јас се подготвував веќе 3 месеци за ова светско првенство, видете, успехот стои сам по себе. Доаѓаш од Штип, за македонците си златното македонско момче, но колку институциите, градските власти го препознаат тоа и дали вложуваат во овој спорт? Какви се твоите искуства? Па, моето искуство мислам дека се поддржува и се помага овој спорт, но не доволно како според нашите успеси, бидејќи мислам дека со малку поголема ангажираност и поголема поддршка не само јас и други останати карактеристики ќе може да постигнуваат уште поголеми успеси. Кои се твоите најголеми успеси пред овој на светското првенство во Дубај? Па вака, јас досега во мојата кариера сум 2 пати европски сениорски првак, 2014 година во Тампере, Финска и 2018 Нови Сад, Србија. 2016 имам бронзен медал од Европско првенство во Монпеле, Франција. 2019 исто уште еден бронзен медал од Европско првенство во Гвадалахара, Шпанија. 2015 сум бронзен од Европски игри во Баку. Исто така во 2014 бев близко до медал на светско првенство и завршив као пето пласиран. Повеќе од 11 пати сум државен првак на Македонија и голем број на медали од меѓународни надпревари. Ова е најдобар резултат на светско првенство за кој ти си незаслужен, но секако не смееме да не споменеме дека за цело време до тебе беше и твојот тренер, кој пак пред 10 години, ако не се лажам, исто така на светско првенство ја освои бронзата. Верувам дека и тој е подеднакво горд на твојот, но и на својот успех што постигнал ученикот да го достигне, па и надмине учителот. Па токму така, јас од секојаш сум имал мојата поддршката од мојот тренер Жарко и мојот тренер Жарко и Сашко Арсовски. И драго ми е што после 11 години успеав да го надминам и мислам дека тоа е цел на секој тренер својот ученик да го надмине, па и јас така кога ќе бидам тренер, моја цел била мојот ученик или моите ученици да ги надминат моите успеси. Што би им порачал на твоите колеги и на сите оние кои што се занимаваат со спортот? Како се стига до вакви врвни резултати? Па најпрво се стига со многу работа, со многу пожртвуваност, макотрпна работа, откажување од многу животни задоволства, преголема желба за работа и само да фокусот да се стави на тренинг и мислам дека успехот кога тогаш ќе се дојде. Знаеме, треба трпение и упорност, бидејќи без тие особини спортот не може да ти даде резултат. Така што јас, според моите искуства во минатите години, сум ги правил овие работи и после подолго време успеси си доаѓаат
сами по себе. Поразот не те обесхрабри, напротив, тој е твојот мотив за реванш и победа на следната средба со Да Коста. Токму така, сега ќе продолжим понатаму да тренирам трпно, да му вратам на мојот противник за упетливиот пораз во финалето. Па се надевам дека на некоја наредна прилика ќе му вратам за овој пораз и ќе го победам. Емил, ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам уште многу успеси во иднина, а секако го очекуваме и златото следниот пат. Убав ден и ти благодарам уште еднаш. И благодарам и на вас.